Големата дамка од крв на асфалтот е нем сведок за трагедијата што се случи утринава кај Светиниколското село Кадрифаково. 46-годишната СС била прегазена во момент кога сакала да го премине патот враќајќи се од работа дома. Трагедијата се случила на само 100 метри од низиниот дом. Очевидци, соселани на загинатата, за телевизија Стар даваат детали за сообраќајката. Жената што поминала од работа, од Џонсон дошла од работа, кола наиде, нели го видела колата, како го удрило, не знам. И кажа дека го удрило на место умрела. За жал, млада жена со 2 деца возрастни, што стварно е трагедија. Шокирани од трагедијата, нашите соговорници тврдат, овој регионален пат не е безбеден за пешаците. Зошто? Како прво, нема знаци колку е ограничена возење на колите. Возат брзо, полиција ретко се движи по овај пат, а тука има население што куќи има што се директно на патот што живеат. Деца има мали што возат што надат, значи уопште не е обезбеден. Токму затоа, апелот на мештаните до возачите и надлежните е следен. Дотарат четворни очи да пазат, да има секакав народ и мали, деца што одат и на школа одат и треба многу да се внимава. Треба да има почесто полиција, патроли тука да се движат, за да се среде, иначе воја вака е жалосно. Од Министерството за внатрешни работи за телевизија Стар го потврдија случајот. Утринава во 6 часот и 27 минути во Савараште било пријавено дека на регионалниот пат кај село Кадрифаково патничко моторно возило Ford Focus со светиниколска регистрација, управувано од 43 годишниот ТГ од село Ерџелија, удрило пешакот СС од село Кадрифаково. Во незгодата СС се здобила со повреди и починала на лице место. Увид извршила увидна екипа на полициска станица Свети Николе во содејство со јавен обвинител. Стои во информацијата од МВР дадена за телевизија Стар. Загинатата самохрана мајка остави 2 деца и 1 брат невработен.